Второ послание на апостол Павле до Коринтијаните, 5 глава. Знаеме дека кога земното живеалиште на нашето тело, кое е како шатор, ќе се разруши, тогаш ќе имаме од Бога здание, куќа неракотворена, вечно живеалиште на небесата. Зашто во него воздивнуваме, копнејќи да се облечеме во своето небесно живеалиште, само да се најдеме облечени, а не голи. Зашто ние, кои се наоѓаме во овој шатор, воздивнуваме обременети, бидејќи не сакаме да бидеме соблечени, туку да се преоблечеме, да животот да го проголта смртното. А Бог, кој не создаде токму за ова, ни даде и залог на духот. И затоа секогаш сме спокојни, иако знаеме дека се додека живееме во телото, ние сме далеку од Господ, бидејќи според верата живееме, а не според гледањето. Но не се плашиме и сакаме што поскоро да го напуштиме телото и да си прибериме кај Господ. Па затоа и усрдно се грижиме да му бидеме угодни, било кога престојуваме во телото или кога го напуштаме. Зашто сите ние треба да се јавиме пред Христовиот суд, та секој да прими што заслужил, според она што го извршил во телото свое, било добро или зло. Така, знаејќи го стравот од Господ, ние ги уверуваме луѓето, а за Бога сме јавни. Се надевам дека сум познат и на вашите совести. Не се фалиме пак пред вас, туку ви даваме повод, вие да се фалите со нас, та да има што да им речете на оние кои се фалат по лице, а не по срце. Ако сме надвор од себе, тоа е заради Бога, а ако сме присемни, тоа е поради вас. Бидејќи љубовта Христова не гони да го мислиме ова. Кога еден умрел за сите, тогаш сите се умрени. А Христос умре за сите, да живите да живеат веќе не за себе си, туку за оној кој умре за нив и воскресна. Затоа ние од сега никого не познаваме по тело, иако Христос го познавме по тело, но сега веќе не го познаваме како таков. И така, кој е во Христос, тој е ново создание. Старото помина и ете се создаде ново. А се е од Бога, кој не измири со себе преку Исус Христос и ни го даде служењето на тоа измирување. Зашто Бог го измири светот со себе преку Христос, не земајќи ги предвид престапите на луѓето, и го положи во нас словото на измирување. Па така, ние сме Христови пратеници, како Бог да зборува преку нас. Ве молиме во името на Христос, помирете се со Бога. Зашто оној кој не знаеше грев, Бог за нас го направи грев, да преку него да станеме праведност Божја.